Вие сте на програмата на телевизија Плуса, ова е Дневникот. На денешен ден, 8 февруари 1994 година, Соединетите Американски држави официјално ја признаа Република Македонија. Во продолжение следуваат настаните на денот. Општина Куманово со парична помош за Турција и Сирија. Пожарникари од Куманово ќе помагаат во Турција. Тече реконструкцијата на детскиот диспанзер и итна помош. Едногласно со 27 гласа за, Советот на општина Куманово ја изгласа одлуката за доделување парични средства од 1 милион денари за помош на настраданото население во земјотресот во Турција и Сирија. Повеќе детали од прилогот што следува. Општина Куманово ќе одвои 1 милион денари за помош на настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија. Ова го одлучи Советот на вонредна седница во знак на солидарност. Од средствата на буџетот на општина Куманово за 2023 година од програмата А00 Совет на општина Куманово ставка 413 тековни резерви разновидни расходи да се исплатат парични средства во износ од 1 милион денари со намена помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, кој се случи на 6 февруари 2023 година. Средствата во износ од 1 милион денари ќе се распоредат по 500.000 денари на двете држави. Координаторката на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата Елена Доцевска-Божиновска истакна дека советниците едногласно дале поддршка кога бил даден предлогот за оваа седница. Посакувам ова да е прва и последна седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да донесеме ваква одлука, да биде единствена седница во овој мандат на која што имаме повод и причина да дискутираме за катастрофа од енромни размери, илјадници човечки жртви, непроценета материјална штета и страдања на луѓе, без оглед како тие луѓе се викаат, без оглед каде тие луѓе живеат и без оглед тие луѓе на кој Бог му се молат. Посакувам во вакви мигови општина Куманово да беше финансиски помоćна и денес кад имавме можност да делиме поголем износ на средства за помош на тие што страдаат деновиве. Меѓутоа, некогаш гестот на пружена рака е многу поголем и позначен од тоа колку таа рака пружа. Ке си дозволам да потенцирам дека ме радува фактот што секој советник во овој состав, сите советнички групи, секој политички чинител во Советот на општина Куманово безпоговорно дадоа поддршка во истиот момент, во истиот миг кога беше даден предлог за една ваква одлука и една ваква седница. Солидарноста и емпатијата се и треба да останат основа на донесување на одредени и значајни одлуки во некои мигови како овој. Од името на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата упатувам најискрено сочувство до турскиот и до сирискиот народ. Починатите нека почиваат во мир и нека им е светол патот. Градовите кои што се погодени од земјотресите што поскоро да го нормализираат секој невието. И вакви катастрофи, вакви страдања да не се случуваат повторно. Председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска истакна дека Куманово е познат како град по својата хуманост. Не е прв пат Советот да носи одлуки за помош на настрадани и штети од елементарни непогоди. Материјалните средства кои ги одделивме, кои за нас се многу битни, меѓутоа за една ваква катастрофа се минорни. Од исклучително значење е да бидат дадени во право време, навремено, брзо да реагираме и на население и во места каде што е најнеопходно. Затоа утринава стапивме во контакт со амбасадите на Република Турција, на Сириска Арапска република, побаравме жиро сметка на која може да се донират овие средства и сме во тек со целиот тој процес. Сведоци сме на големните страдања на турскиот и сирискиот народ, сите следиме медиуми. Штетите се големи,
постојано извлекуваат мали деца, голема е жртвата, големи се материјалните штети, цели блокови се раздурнати, многу повредени и што е најстрашно, многу бездомни лица на кои оваа материјална помош ќе им биде неопходна од наша страна. Апел и од двете држави беше да се донират финансиски средства или човечки ресурси да се испраќат. Република Северна Македонија испрати човечки ресурси, веќе се на пат во Турција и Сирија. Ние како општина може да донираме средства. Иако сакам повторно да потенцирам дека финансиите се многу мали во споредба со размерот на настанатата штета, но доколку овој наш пример го следат сите општини во Македонија, нормално според нивните расположливи средства, тогаш мислам дека заедно ќе помогнеме на населението и во Турција и во Сирија. Одлуката едногласно ја изгласаа сите 27 присутни советници. Полициски службеници од СВР Куманово вчера лишиле од слобода 26 годишен кумановец. Тој се сомничи дека во декември лани одзел повеќе предмети од приватен имот на улицата Перо Чичо во вредност од околу 280.000 денари. Дел од предметите биле пронајдени и вратени на сопственикот, а крадецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Пожарникари од Куманово денеска заминаа кон Турција да помогнат во справување со последиците од катастрофалниот земјотрес. Тимот од 5 мина пожарникари стручно е подготвен да помогне на турскиот народ и држава, истакна денеска командирот на територијалната противпожарна единица Куманово, Дејан Илиевски. 5 мина пожарникари од територијалната противпожарна единица од Куманово со возило и опрема денеска заминаа кон Турција да помогнат во справувањето со последиците од катастрофалниот земјотрес што се случи пред 2 дена. Командирот Дејан Илиевски вели дека тимот е стручно подготвен да се справи со она што ги очекува во Турција. Синоќа добивме информација дека треба да пратиме една екипа за Турција на испомош. Како што гледате, се завршуваат последните припреми околу поаѓање. Праќаме едно возило и екипа од 5 члена кои има завршена обука за користење на хидравличен алат за при урнатини и конкретно баш за земјотреси. Така да верувам дека луѓето ќе дадат максимум од себе, колку што е во нивна можност да помогнат таму на загрозеното население. Се знае само дека денеска се тргнува, а кога ќе биде враќање, тоа ќе биде донесено, верувам, на влада, одлука на државно ниво. Душан Цаневски е еден од 5 мина пожарникари кои што наредните денови ќе помагаат на турското население. Оваа мисија за нас е голем предизвик, рече непосредно пред тргнувањето на пат кон Турција Цаневски, кој претходно беше прогласен за пожарникар на годината. Подготвени сме за тоа што ќе го видиме таму, ќе се потрудиме максимално што можеме да придонесеме од наша страна за поголема помош, да спасиме некој живот и тоа е еден голем мотив за мене и за сите колеги. Ова е една хуманитарна работа и сите се заслужни за таа награда. Општина Куманово во духот на хуманоста и солидарноста ќе продолжува да помага на сите народи и држави во вакви исклучително тешки моменти согласно можностите, истакна Димитриевски. Полициски службеници од СВР Куманово вчера привеле 41 годишен кумановец. Тој се сомничи дека измамил 31 годишен жител од Липково за сума од 400 евра. Според СВР Куманово, откако се договориле дека ќе му изгради куќа, ги зел парите и веќе не се појавил. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава со општи МВР.
Продолжува реконструкцијата на детскиот диспанзер и итната помош. Од здравствениот дом информираат дека градежните работи се при крај, пошто ќе продолжи и санација на дел од објектот во Тоде Мендол, каде е предвидено да се отвори лабораторија. Идните планови се реконструкцијата да продолжи на школската амбуланта. Оваа установа располага со доволен број вработени, но сметајќи ги тука и над 40 лица кои работат со договор на дело, без здравствено и пензиско осигурување. Здравствениот дом во Куманово продолжува да ги реконструира објектите на детскиот диспанзер и итната медицинска помош. Надлежните информираат дека градежните работи се при крај, пошто ќе продолжи и санацијата на дел од објектот во Тоде Мендол, каде е предвидено да се отвори и лабораторија. Во двата објекти се вршат целосни реконструкции кои се спроведуваат со сопствени средства на установата над 4 милиони денари. Диспанзерот целосно се реновира. Под прозорци, врати, внатре мебел што треба да се мести, столчиња, све апсолутно значи ќе биде ново. Со европски стандарди и кога ќе биде завршено, верувам ќе ви се допадне на сите вас и на пациентите. Во брза помош, значи пред ова година е местено ново грејење, значи со топлинска пумпа. Значи ние сме меѓу првите или први во Македонија од здравствена институција што сме местиле такво грејење. И еколошко, и поевтино грејење. Значи, пред ова година таму се сменети и прозорци. Значи, сега е останато мебел внатре, све да се менја, плафон, столчиња, значи, подразбира целосна реконструкција. Фасада надвор и други работи што ги опфаќа целосна конструкција. Ова е прво добро за пациентите, пошто ќе имат кај да чекат, кај да одат и да ја добијат приманата здравствена услуга, пошто ако нема услови, тоа е лошо и за пациенти, меѓутоа и за вработени, пошто вработените таму примерот брза помош, они се 24 часа во тие простории. И да не имат услови за работа, значи тоа е лошо. Првин за нима, па после и за пациенти. Надлежните информираат дека по завршување на градежните работи ќе се распише нов тендер за набавка на инвентар. Плановите се во идниот период да се реконструира и објектот на школската амбуланта, иако таму работите ќе бидат отежнати. Овие кои беа поважни во центар, значи ги завршуваме. После ова верувам во ова година се надевам ќе има инвестиција и у школска амбуланта. Таму е малку проблематично пошто и кровот е овие канцерогени, тие плочи што се горе. Меѓутоа, таа е барака. Значи, за да се реновира барака е малце по-проблематично него кога е конструкција како што треба. После завршување на овие два објекта, значи, како што ви реков, следува реконструкција и дел од зградата на Тоде Мендол. Таму веќе пред ова година или пред 2 години завршиме со реконструкција на кровот, пошто таму беше катастрофа. Течеше од сите страни и значи немаше услови ни од тие што се у први спрат да работат. Значи тој проблем е решен сега, идемо чекор по чекор. Од установата информираат дека располагаат со доволен број на вработени, сметајќи ги и лицата кои се со договор на дело. Во здравствениот дом во моментов на овој начин се ангажирани над 40 лица. Тие работат без здравствено и пензиско осигурување. Веќе долго време има некои кои се повеќе од 4 години што работат на договор. На дело, пример да ги немаме тие, и медицинските сестри, и докторите, и администрација, ние не може да функционираме. Значи, тука спаѓаат и шофери, замислите, со 4 шофери не може да покриема цел град, пошто нема теоретски шанси, ни практични шанси. Значи, мора да имаме поголем број. И затоа не се многу важни овие вработувања за луѓе што се веќе туи со години. Посочуваат дека годишно по неколку пати аплицираат во Министерството за здравство. Лани им било одобрено вработување на 17 лица, но само здравствени работници, не и технички персонал и администрација. Кумановскиот театар утре и во сабота гостува во театар Штип со 2 театарски представи, соопштија денеска надлежните. Представите ќе се играат во 20 часот на сцената на театар Штип, кој годинава одбележува 100 години од основањето. Кумановскиот театар очекува многубројна публика која ќе ужива во двете представи кои ги изработија во 2021 и 2022 година и кои предизвикаа голем интерес кај кумановската публика.
Исто така, по повод 75 години од Театар Куманово, што го одбележуваме оваа 2023 година, очекуваме во следниот период и возвратна посета и гостување на Театар Штип во Куманово, изјави директорот Сашо Тодоровски. Ова е прво гостување на Театар Куманово за годинава, а предвидени се гостувања во Струмица, Велес, Крива Паланка, со детски представи, драми и комедии. Кумановскиот театар ќе гостува и во земјите од соседството. Владата на вчерашната седница донесе одлука со која се усвои предлог програмата за обезбедување на социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност. Со усвојувањето на оваа програма ќе започне реализацијата на посебна мерка за финансиска поддршка во износ од 81.000 денари за 9-месечен надоместок за мајчинство. Владата на вчерашната седница донесе одлука со која се усвои предлог програмата за обезбедување на социјална сигурност за жените кои што вршат земјоделска дејност. Со оваа програма за прв пат се решава правото на користење на надоместок за мајчинство за жените земјоделки за време на спреченост на вршење на земјоделската дејност поради раѓање, кое право не е опфатено со прописите за платено породилно отсуство од областа на работните односи на вршителките на земјоделска дејност. Со усвојувањето на оваа програма ќе започне реализацијата на посебна мерка за финансиска поддршка во износ од 81.000 денари за 9-месечен надоместок за мајчинство. Целната група која ќе ја има оваа поддршка се жените кои имаат статус на осигуреник индивидуален земјоделец, стекнат согласно Законот за пензиско-инвалидско осигурување, кои законите од областа на работните односи не ги препознаваат како лица во работен однос, поради што не можат да остварат платено породилно отсуство. Жените кои статусот на индивидуален земјоделец го стекнале согласно Законот за вршење на земјоделска дејност, се вработени лица и тие го остваруваат правото на платено породилно отсуство. Финансиска поддршка за надоместок за мајчинство ќе се доделува на жена која родила дете во периодот од 1 декември 2022 до 1 декември 2023 година и ги исполнува следните услови: да е запишана во единствениот регистар на земјоделски стопанства како носител или член на семејно земјоделско стопанство. Семејното земјоделско стопанство во кое членува да остварило финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година во износ од најмалку 100.000 денари или остварен приход од вршење на земјоделска дејност во висина од најмалку 300.000 денари. Да има непрекинат статус на осигуреник индивидуален земјоделец согласно Законот за пензиско-инвалидско осигурување во време трајање од 12 месеци пред раѓање на детето. Програмата е изработена на иницијатива и во директна соработка со жените вршителки на земјоделска дејност, кои што работат и живеат во рурални средини и остваруваат приход од земјоделска дејност, а досега не примале платено породилно отсуство. Во текот на вчерашниот ден, во период од 8 до 12 часот, Министерството за внатрешни работи спроведе акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи при управување на товарни моторни возила. При контролата 98 товарни моторни возила биле упатени на вонреден технички преглед, од кои неисправни биле 31 товарно моторно возило и тоа 19 за техничка неисправност на уредот за запирање, 3 за претовар, 10 за неисправни составни делови и опрема, а 2 возачи управувале со неисправни светлосни уреди. При контролата санкционирани се и 121 останат прекршок, соопшти МВР. Во продолжение дел од актуелните вести од државата. Околу 150 здравствени работници од Македонија се пријавија да заминат во Турција за да помогнат при лекување на повредените во погодените подрачја од катастрофалниот земјотрес. Како што кажа министерот за здравство Беким Сали, денеска ќе биде комплетиран списокот на доброволци и потоа ќе биде предаден во Центарот за управување со кризи. ЦУК понатаму преку комуникација со турските власти и НАТО ќе извести за расположивите капацитети и човечки и материјални. Јас би сакал уште вчера медицинските екипи да тргнеа кон Турција, но ги почитуваме протоколите и чекаме одговор за тоа што им е потребно, рече Сали по посетата на Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Покрај здравствени работници понудени се и 2 комбиња специјализирани за интензивна нега, кои се добиени како донација за клиниката за педијатрија.
Снимањата на пациентите со мозочни удари ќе се завршуваат за само неколку секунди, најави денес Иван Барбов, директор на клиниката за неврологија. Министерството за здравство во соработка со Светската банка обезбеди современ апарат за компјутеризирана томографија за клиниката, кој денес го промовираа министерот за здравство Беким Сали и директорот на клиниката Барбов. Овој апарат навистина многу ќе значи за брзата дијагностика на нашите пациенти пред се со мозочни удари, но и за другите заболувања. Апаратот е најсовремена технологија која овозможува брзо снимање на пациентите. Времето е максимално скратено на само неколку секунди за едно снимање, со што пациентите примаат помала доза зрачење, што е многу важно, рече директорот Барбов. Министерот Сали објасни дека компјутерскиот томограф за клиниката за неврологија е дел од новата опрема набавена за вкупно 14 јавни здравствени установи. Незаменлива е улогата на жените во научно-технолошката сфера, а со тоа и во развојот на заедниците каде работат и живеат. Еден од клучните принципи врз кои се темели реформата на образовниот систем во Македонија е родовата рамноправност. Нема девојчињата помала способност за наука и истражувања споредено со момчињата. За да овозможиме раст и развој на секое дете во согласност со неговите автентични склоности и интересирања, почнуваме од основата, обуките на наставниците, потоа преку реализирање на настава како и училишни и училишни активности, рече министерот за образование и наука Јетон Шакири на панел дискусијата по повод меѓународниот ден на жените и девојките во науката 11 февруари, организирана по иницијатива на сопругата на председателот на Република Северна Македонија Елизабета Ѓоргиевска. Воспитно-образовниот процес обрнува посебно внимание на талентираните ученици. Тие и нивните ментори добиваат континуирана поддршка, функционира системот на стипендирање и наградување, ги јакнеме компетенциите на наставниците за препознавање на талентираните ученици, делуваме преку модернизирање на наставните програми и јакнење на образовната инфраструктура, а придонесува и системот на надпревари. При тоа можностите се подеднакво отворени и за момчињата и за девојчињата, рече Шакири. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2 до 2,5 денари за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,16%. Малопродажната цена на евродизел се намалува за 2,5 денари и ќе изнесува 76 денари за литар, а цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2 денари и ќе изнесува 75 денари за литар. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и БС98, како и на мазотот, не се менуваат и остануваат 82 и 84 денари за литар, односно 41 денар за килограм. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до првиот степен, а минималната беше -6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време. Дневната температура ќе достигне 3 степени, а утринската ќе биде -8. Ова беше се за вечерва. Ви благодарам на вниманието.